Социјалдемократскиот сојуз ги повикува Груевски и Агенцијата за електронски комуникации на јавноста да ја соопштат намената за градењето на планираната кула на водно. Дали тоа ќе биде кула за мониторинг, како што е декларирана, или ќе биде предавателен пункт за радиодифузија и друг вид на служби и уреди, какви што информации веќе во последно време се појавуваат во јавност. Експертските стандарди укажуваат дека не постои случај каде што на иста локација се поставуваат предавателни и мониторинг уреди. Мониторинг уредите ќе бидат превозбудени и истите ќе нема да бидат во можност релевантно да мерат. Минимално дефинираното растојание помеѓу предавателна точка и мониторинг уред е помеѓу 600 метри и 2 километра, во зависност од фреквенцијата и моќноста која што се мери. Владата и Агенцијата за електронски комуникации планираат да изградат кулата на водно помеѓу антенските столбови на мобилните оператори VIP и WAN, меѓу кои што не постои ни повеќе од 50 метри растојание. Дури и да ги срушат овие столбови, до антенскиот столб на македонската радиотелевизија нема повеќе од 100 метри. Дали ќе ги срушат овие столбови? Постојат и неколку други контроверзии околу изградбата на планираната кула на водно. Имено, искуствата во Србија и Словенија укажуваат на тоа дека ваквиот тип на кули се во сопственост на јавните радиодифузни сервиси, односно Радиотелевизија Србија и Радиотелевизија Словенија. Нејасна е потребата зошто во Македонија кулата на водно треба да биде во сопственост на Агенцијата за електронски комуникации. Кулата е најавена како туристичка атракција, а за да биде атракција, таа несомнено ќе мора да има одредена туристичко-угостителска понуда, од која што ќе се остварува нормално и некаков профит. Но, според законот, Агенцијата за електронски комуникации кај нас е непрофитна организација. Тогаш како АЕК, како непрофитна организација, ќе остварува профит од оваа туристичка атракција. Или постојат можеби друг тип на мотиви за кои што јавноста се уште не е запознаена. СДСМ ги повикува владата и Агенцијата за електронски комуникации да се изјаснат за точната намена на планираната кула на водно и да им ја соопштат на граѓаните цената на незиното чинење. Благодарам да има други прашања. Знаете, во последно време навистина кружат премногу различен тип на информации за тоа за што ги се користи кулата. Од информации дека ќе биде дадена и на радиодифузерите за користење, до дека да се монтира некако вид на прислушна опрема. Навистина не знаеме, навистина преголема е контроверзата и затоа ги повикуваме да дадат точни информации. Видите, можеби се е во ред, но се додека оставаат одреден вакуум простор, шпекулациите само ќе растат. Добро, јас лично се уште го немам видено предлогот и премногу е рано се каже за таква работа. Ќе го разгледаме како секоја друга иницијатива во собранието и ќе завземеме став, но во овој момент не би можел да ви кажам конкретно на темата. Благодарам.